гласа! Македонската кинематографија во исчекување на ново филмско остварување од режисерот Јани Бојаджи, а во продукција на телевизија Алфа. Под насловот Утре наутро се подготвува нова играна серија, но и филм во кој се обработуваат современи општествени случувања во Македонија. Под палката на режисерот Бојаджи, синоќа се сними и последната клапа од неговото најново дело. Бојаджи вели дека ова покажува оти бистра вода не беше инцидент, туку вистинска намера за развој на домашната филмска, но и телевизиска индустрија. Па новото филмско дело е само логичен следен чекор во таа насока. Станува збор за современа драмска серија која се случува во поблиското минато, станува збор за политичка, социјална, семејна драма која зборува за настани кои се случувале во блиското минато и кои се уште се случуваат во Македонија и околу нас. Преку седмата уметност се раскажува за една од најголемите политички кризи со која беше соочена Македонија, како и нејзината кулминација во 2017 и општествените промени после тоа. Ние пракшно денес снимаме една сцена која се случила ноќта пред 27 април 2017 година. Пракшно дејствието кое сега се случува вечерта на 26 април во поблиското минато од Македонија. Продуцентот Дејан Милошовски вели дека за почеток била потребна многу храброст, бидејќи тие немаат голем буџет, за разлика од некои нивни колеги кои снимаат со финансиска поддршка од државата. До пред 2 недели постоеше систем во кој ние не бевме филмски работници и нас ни беше на секој конкурс забрането. Ние бевме на црна листа. Јас, Јани, убав дел на познати режисери и слично, и затоа се одлучивме, бидејќи целиот регион, да не збориме Србија, Бугарија, Албанија, снимаат најмалку по 30 играни серии. Во Македонија, освен 5 продукции кои работат најмалку 10-15 години што снимаат играни филмови, останатото се е на црна листа. И покрај финансиските предизвици и селективноста на системот со кој се соочуваат, тие се силно мотивирани да творат и да создаваат. Елан има кај секој еден кој е вклучен во проектот. Акторот Гоце Андонов, кој игра една од клучните улоги, вели дека за него снимањето на серијата ќе остане незаборавно искуство. Па искрено мислам, ова ми е втора така поголемо искуство и прилично задоволен сум, многу убав процес, многу работи мислам дека научив и искрено многу исполнет се осеќам. Еве денеска ни е последен снимачки ден за сега и сите сме некако така возбудени и искрено имам многу надеж за крајниот резултат. Во главните улоги во серијата настапуваат Нина Дејан, Ирена Илиевска, Кити Дончевска-Илик, Васил Зафирчев, Гоце Андонов, Горан Стојановски, Благој Веселинов, Роберт Велјановски, Владо Јовановски, како и многу други актери во помали улоги. А за прв пат на филм дебитира младата 17-годишна Јана Никодиновска. Директор на фотографија е Дарио Секуловски, сценограф е Гоце Попов, костемограф Зорица Тодорова, монтажер Благоја Неделковски, а композитор е Игор Василев. До сега беа ангажирани и безмалку 1500 статисти, а се снимаше на десетици локации во Скопје и неговата околина. Таа е предвидена како играна серија со најмалку 6 епизоди од по 1 час, во кој ќе се прикажат добрите, но и лошите страни на луѓето и идеите кои оставија белег на современото македонско општество.